Доктор Нико Бекјаровски, здраво прво. Здраво. Добре не дојдовте во новото издание на Скопје але. Се договаравме, бевте дежурен, има многу работи кои што можевме да ги прочитаме нели на Facebook врзани за нашето и вашата Скопје, многу спомени врзани за клинички зборувам, но ајде да почнеме со нешто друго. Само што разбрав дека вие всушност и не сте роден во Скопје, туку на 20 месеци од Будимпешта сте дошли овде. Токму така, роден сум во Будимпешта, со неполни 20 месеци се доселив во Скопје. На почетокот прв јазик кој што го научив беше унгарскиот. Унгарски? И беше, многу интересно кога дојдов во Скопје. Со првиот мој другар со кој што веќе уште малку ќе бидеме 60 години заедно. Игравме во Старото Мало. Тој зборуваше македонски, јас унгарски, ама многу добро се разбиравме. Како, професоре, се разбиравте? Па знаете, детскиот јазик, разбира се. Ајде да играме топка, така? Вие на унгарски, тој на македонски, отприлика така одат работите. Покрај него и го научив јазикот. И македонскиот, да. Ајде можеме да прошетаме Жена парк е едно веројатно од местата кои што сте ги споменале во своите приказни за Скопје или барем вашите спомени за Скопје. Ако тргнеме од она таму мало, каде што сте биле, велите на 50-та дивизија никаде сте живееле, ќе ни кажете и точно каде. Се сеќавате на едни санки кои што сите ги чувавме никаде на своите тераси и никаде од ноември, значи никаде овој период кога имаше многу снег во Скопје, до март тоа беше место каде што се санкавте и уште нешто прочитав. Било прекрасно да се јади и се уште велите го вкусувам вкусот на таа топла кифла и на чајчето од кајдеса. Точно така. Ајде можеме. Првите мои спомени за Скопје се врзани токму со тоа мало, тоа е поточно денеска позади поранешната железничка станица, каде што денес се наоѓа Министерството за внатрешни работи, во тоа време беше тука и физкултурното училиште. Тоа беа во тоа време едни од трите највисоки згради во градот Скопје, кои што од ретките кои што го преживеа земјотресот, фактички таму изразнав. Осмолетка завршив во сега веќе култното училиште Кочо Рацин. Така. И секоја зима, како што напоменавте, задоволство беше ке се качиме со санките до горе до училиште, ке завршат часовите, малку ке се посанкаме позади училиштето и потоа се знаеше. По сегашната Водњанска улица се спуштавме скроз доле. На местото кај што се наоѓа сега Галија, тука имаше една лимунаджилница во тоа време и една пекара. Добро. Каде што беа најубавите кифли на тоа време. Значи кифла и топло чајче во времето. чајче. Да. И цел ден надвор. Цел ден надвор, Да. нормално. Бил снег, каков снег паметите? Јас паметам дека една година кога учев во Јосип Брос, 3 дена не бевме на училиште заради тоа што беше снег 1,5 метри скоро низ Скопје. А не само што беше чист снегот, во тоа време имаше и минусни температури, по сите улици висеа мразулци, кои што да. ги кршевме и ги лижевме, така што никој не размислуваше дали е тоа чисто или валкано, со оглед дека не ни правеа проблем дома најверојатно, а и немавме никакви проблеми здравствени, веројатно беше чист снег. Така. На кој освен на оној другар кој што велите вие од тогаш, нели од времето кога ве учеше тој македонски, вие можеби унгарски него, кои се другите пријатели кои што еве датираат од тоа време, вака ве враќам во спомените? Така, во тоа време постоеше еден кош позади нашата зграда. И кош, Тука добро. го направија на времето еден од исто култните кафичи во градот Скопје, тоа е Томас. Со нивна помош беше изграден Кошот? еден кош, каде што се собиравме цело мало. Во тоа време никој не гледаше нити која националност е, нити која вера, се дружевме сите, така што од тоа време би ги спомнал Рамадан Ахметов, Биро би го спомнал, Цале, Горан и така натаму, значи едноставно беше едни прекрасни моменти кога се чекаше понекогаш и со сати за да стигнеш да играш кошарка. Ако изгубиш, се знае, Што прави? купуваш боза, Добро. после тоа чекаш 2-3 сати за да ти стигне редот За да стигне редот точно повторно. така. Каков бевте во кошарка? Нервозен, не кев да губам. А губевте често или бевте добар? Па сега секогаш ќе дојдеа некои повисоки и постари момци кои што ќе не Ке ме победе. победа. Да, меѓутоа
убави спомени во секој случај, да. Така е. Ако одиме на едни други спомени, еве врзани токму и со оваа жена парк, имате запишано дека се сеќавате на убави спомени кога некаде после 19 часот се тргнуваше од кај железничката станица па преку неа, па преку жена парк и се одеше на некогашното Корзо и вепеше многу интересна приказна кога по 10 на години дознавте всушност што значи. Па тоа беа фактички спомени од кога бев осмолетка, да кажеме, секоја вечер со татко ми и со мајка ми поминувавме преку поранешната железничка станица и од кај сегашниот музеј на град Скопје. А вие велите овде, така, да, добро. По сегашната улица Македонија, која што тогаш се викаше Маршал Тито. Така е. Тука се знае, помладите момчиња беа наредени по средина како шпалир. Добро. Девојките со убави фустани, секогаш пристојно облечени, шетаа, парадираа. Лево и десно, така? Од лево и десно имаше шпалир на машки, а девојките едноставно како на модна писта дефилираа овде и се знае по некоја љубов се раѓаше тука. И интересно беше, потоа знаеме дека обично кругот завршуваше пред сегашната стоковна куќа, од другата страна имаше кондураџија кенани телефонски говорници. Тука се собираа во тоа време војниците и постарите момци и девојки, и затоа тоа место се викаше Вепеше или ваша последна шанса. Така е, но се сеќавате и на кеот на Вардар, каде што сте оделе со вињак, вие ќе ми кажете каков, со никоја цигара, па тамо се бркаа женски, па се запишува иницијали на некој од дрвата. Дрвјата може би остана запишан некој иницијал тамо од првите? Дрвата ги нема. Тие дрвја ги нема, така? Тие дрвја ги нема. Веројатно на кеот може останат уште некои графит од тоа време, инаку во тоа време со моите другари имавме едно клубче во Пржино се наоѓаше. Тоа беше клубот Blue Angels и фактички во Корчаген, каде што учев понатаму средно училиште и бевме познати како четворката Blue Angels. Што да правевте? се пофалам, ние бевме единствените кои што во тоа време можеа да не носат класични униформи. Значи, оние сини униформи имавме 4 да кажам, Јакни? Јакни, Да, добро. јакни. Шушкавци? Шушкавци, да, од јаса беа и на нив стоеше југословенската трубојка, така што не можеа да не казнат дека не носиме униформи. А како го добивте приматот дека не мора да носиме униформи? Што направивте? Толку бевте добри во тоа клубчето, сите доаѓаа, бевте Да, добри клубчето одлични беше ученици? познато во тоа време, пред се доаѓа ученици од Корчаген и од Јосип Брос и нешто од Орце Николов, а сите бевме одлични ученици, меѓу најдобрите можам да кажам во генерацијата, така што таа мала привилегија ни беше дозволена од премногу строгите професори во Корчаген. Да. Не знам дали знаете, во тоа време Корчаген го имаше надимакот Колдиц, Добро. како концентрационен На логор. вистина, така Да. беше? Да, строга Ау. гимназија беше, меѓутоа сум премногу благодарен на сите професори за тоа што од сите нас направија вистински луѓе. Да. Кој беше во четворката освен вас? Да ги споминеме луѓето? Во четворката, освен јас, бев Круме Матов, кој што ми е денешен кум. Супер. Стојков, Така одработите така во одработите Скопје, така. Стојков Борче, со кој што сум и денес неразделен. И за жал веќе покојниот Владимир Бундалевски фактички во чива куќа на Пржино и се наоѓаше И се наоѓаше клубчето. Точно така. Така. Значи свиравте? Цело време се Па свираше, не што се правеше? свиревме, бевме диџеј. А диџеј бевте? Точно така. Да, кога станува збор за музиката и за она како се доаѓаше до вистинските, нели, да речеме рефрени, беше единствена можност прво радиото, така како можност па потоа и Така. телевизијата. Како ги дознававте? Од каде ви има една приказна што сте раскажале кога некој другар од Австралија, не, роднина од Австралија ви праќа некој за вас култни нели ноти или рефрени и нели тогаш паѓаш во несвест. Па многу и не падна во несвест со оглед дека се работи за 80-та година конкретно која спомнавте. Мојот братовче од Австралија ми испрати тогаш касети постојанели. Сети.
испрати касета од Австралија на која што беше музиката од Bee Gees. Аха. И малку во попратното писмо што ми го напиша стоеше знам дека вие во Југославија слушате исклучиво руска музика и така натаму. Леле. И затоа јас му напишав едно повратно писмо, братуче, фала за музикава, ама Bee Gees беа актуелни пред 2,5 години во Македонија, сега се слуша многу Друго нешто. точно така, точно така. Да, значи има А некоја инаку- перцепција која што е различна и во тоа време, Односно така. на тоа како стигнувавме до музика, Мгм. покрај тоа што можеше да се купи во нашите, пред се во Југотон и РТБ имаше две Мгм, продавници да. во трговски центар и една на тогашна Маршал Тито улица. За среќа од другар ми Стојков Борче, татко му беше доктор гинеколог кој што често идеше на конгреси Да, и се знаеше кога ќе иде од конгрес нарачки за плочи. добро. После тоа кога ќе се донесеше новата плоча се собиравме неколку денови со другари да преслушаме што е актуелно и ново во музиката. Во тоа време исклучиво малку бевме така heavy metal ориентирани и оној класичен рок, пример Deep Purple, White Snake, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors и така натаму. Така е, да. Има и нешто друго што мора да помоабитиме, а тоа е пред ванила. Сте рекле култно пред ванила, ама не беше само пред ванила, туку беше еден триаголник, како да кажам, каде што се собираше цела средношколска младина и велите тоа што можеби денеска ретко го гледаме е дека сите беа среќни, насмејани и ужива. Приказната започнуваше веднаш по часови. Корчагин беше од ретките гимназии во тоа време каде што имаше втора смена. Добро. После втора смена во Париз. А во Париз на Васа, да. Така е Васе. Мгм. Тука ќе напишевме инспирирани од дневните така. настани по некој стих. Имаше така едно бело платно и зидови на кој што можеше слободно да се пишува поезија. 7:15, 7:30 пред ванила. Кој има пари ќе купи сендвич од Кајчичко Стоилко. Мгм. Кој нема пари? Кој нема пари ќе шета, ќе врти кругови и меѓутоа дружењето беше на вистина прекрасно. Мгм. После тоа нели дојде времето кога се собиравме Камел, Бони, Ани и така натаму, меѓутоа сепак првите љубови и првите спомени се врзани со пред ванила. Да. Тоа Кога е просторот на кај што идеме. така, кога прв пат решивте дека доктор или нешто што е врзано со медицина или тој клинички ќе ви биде местото каде што ќе бидете најсреќен кога ќе се видите на едногласна табла за вработување, кога ќе ги пиете зборовите на професорот, како се викаше, како се вика професор? Карамфилски. Карамфилски, да, кој што рекол дека секој доктор треба да има 3 срца, така беше? Па вака, како мал, сосема како мал, со оглед дека од секогаш скоро носев ночери, сакав да станам доктор и да најдам решение за да не се носат ночери. Убав би бил планот. Како што течеа годините, посебно во Корчагин, со оглед дека на вистина многу ми одеше и математика од една страна, дури учествував и на општински надпревари по математика. Од друга страна, историја многу ја сакав, во тоа време се организираа оние традиционални надпревари Тито, Револуција, мир и таму имам освоено прво место. Многу работи ми се вртеа во глава и на крајот реков да пробам нешто што е тешко, ама што нема математика, да видам колку ќе бидам добар и така излезе медицина. Винаку во фамилија неам ниту еден доктор, ниту пред мене, ниту по мене. Сите некако отидоа кон математичкиве гранки. Решив и мислам дека не сгрешив, не знам. Зошто ви е важна таа изјава на професорот дека секој доктор треба да има 3 срца? Па важно е за тоа што во суштина, ако ги немате тие 3 срца во вас, вие не може никогаш ни да бидете добар доктор, може да бидете човек кој што добро ќе оперира, кој што ќе поставува диагнози, меѓутоа ако немате широко срце, во тој случај сте само уште еден од многуте технички доктори. Каде се облекуваше тогаш младината во Скопје? Вашите сеќавања што велат? Трст таму? Се сеќавате на тој период? Нормално. Една од местата секако беше Трст.
После тоа веќе се отвори Вранглер тука во Да. трговскиот центар на први спрат, Васе Лонза се отвори, клуб 77. Тоа беа главните места каде што помладите се облекувавме. И би сакал да напоменам, кога сме во трговски центар, нешто што од денесен аспект ќе звучи чудно, меѓутоа во тие моменти паметам дека секој петок од Грција, од Солун доаѓаа по неколку автобуси во Скопје и првата работа што беше трчаа во Словенија спорт да купат Адидас патики и на пазарче да купат банани. Грците? Грците, да. Ај за бугарите знам, ама грците? Грците, да, И бугарите им беше сон да дојдат да го видат трговски центар, меѓутоа не им дозволуваа. Грците секој петок, да. Потоа идеа во Краш да купат чоколади со глед дека Убаво го спомнавте нашите- Краш, да. нашите чоколади беа многу подобри него тоа што се нудеше во Грција. Сега времињава за жал. Се смени. промените. Да. Смени. Кога ги спомнавте чоколадите и за чоколадите имате приказна, нели, дека тоа е вкусен кој што секако се памети. Точно така. Што правевте кога во тој дел на кај ванила, на што, кој беше делот или ако имаш од повеќе пари па одиш до Краш? Па добро, не беше дека немаше пари да Немаше. се купи Добро. чоколада, меѓутоа во тој момент не беше како сега во секој момент да се консумира чоколада и мислам дека затоа голем дел од нашата генерација во тоа време фактички немаше со прекомерна тежина, немаше со шеќерна болест, што сега е скоро секојдневие. Значи се знаеше. Се радувавме на пакетчето кое ќе го добиеме за нова година, со оглед дека тоа беше еден од ретките извори кој што ни овозможуваше следниве 2-3 месеци по едно редче, по некоја коцка од чоколада. Едно редча. Па да, цело чоколадо, тоа цела фамилија го јадеше. Ја споминавте Нова година, се сеќавате сигурна сум на оној вистински панагюр кога веројатно од детски аспект е волшебство, никаков Дизниленд. Точно така, Нова година имаше посебно значење како предновогодишните манифестации од одбирање и купување на честитки кои во тоа време не беа виртуелни, туку беа реални, се продаваа токму во овој простор. Тоа беше првиот дел. И вториот дел, за кој што највеќе се радувавме, Нова година беше една од ретките можности кога можеше да се остане касно до касно во градот. Во тоа време девојките обично 10:30-11 мораа да бидат дома. Кога се отворија дискотеките први во град како Мусандра, Туриста, Верна, малку се продолжи тоа до 23 часот. Меѓутоа цела ноќ имаше само 3 дена во годината, тоа беше новогодишната ноќ, која ќе дојдеше штафетата на Тито во Скопје и кога беше Великден. Тогаш имаш поише време, бе, Тогаш излез. само можеше До да колку се... имавте излез? Опа. Обично беше до 12, меѓутоа веќе како што течеа годините, знаевме да заглавиме и до 6 саат, посебно 90-тите морам да ги напоменам, кога Скопје сигурно имаше најдобар ноќен живот во просторите на цела бивша Југославија. Тоа е времето кога стана актуелни Турска чаршија, Рандеву, 21 и така натаму. И во тоа време Скопје навистина имаше прекрасен ноќен живот. Интересно беше што илјадници млади се собираа, меѓутоа јас не памтам да имало нити повишен глас за тепачка и да не зборувам. Да. Можете денеска од овој агол да им објасните на своите деца, на пример, како изгледа фиксен телефон и како изгледаше форма на двојник, па трчај кај него, затвори го телефонот, пристани да зборуваш. Сме се договарале и јас паметам, нели, во времето на фиксните, сме се договарали некако се одело полесно отколку сега кога ги имаме мобилните и кога можеме секогаш во секое време да добиеме некого. Што се однесува за фиксен телефон, интересно е, веќе беа ставени оние старите телефони со бројчаник Така. во пензија. Добро. И сосема случајно пронајдов еден таков. Керка ми во тоа време уште беше во градинка и кој го покажав и беше многу интересен и сега новите генерации учени се све да биде на притискање, на така. типкање. Проба, кога и објаснив дека се врти, толку беше пресреќен што рече дека идниот ден во градинка ќе им го раскажува како работеле телефони бе некојаш. Да.
двојникот телефон нема шанса да се објасни, исто како што пробувам, а не можам да му објаснам на син ми кој бил поривот што одев 3 години поред на работни акции. Не можете да му објасните? Па како ќе им објасните денеска дека сте оделе некаде, сте работеле Без пари, така. ве буделе во 5 сати, Така. вие сте биле пресреќни што ве будат. Така. Ве терале да правите физкултура наутро Мм. и после тоа цел ден да работите. Каде бевте на работна акција? Првата Работни година акции. бев во Белград, втората бев во Врање и третата повторно во Белград. Да. Што градевте? Што се градеше во тој период? Во Белград во тоа време се градеше Сава центарот и сите околни места, односно тревниците околу Сава. После тоа работевме на регулација на Топчидерска река и таму беше на вистина гадно, зашто во тоа време беше на вистина загадена рекава. Меѓутоа ние бевме пресреќни што сме таму. Во Врање работевме на регулација на Вранска река, односно на кеот на Вранска река. Така е. Беа срекни веројатно вашите родители во тоа време зашто вие се пријавувате на работна акција, заради тоа што така ви беа времињата, така? Такви Кога беа, на тој начин работните обврски или начинот нели на конзумација на сето она што значи работни обврски потоа се стекнуваат токму преку тие работни акции. Мислам дека и ние таа генерација се уште општествениот имот го рачунаме како наш. За разлика од сега приватизацијава и тоа можеби најдобро се гледа во Скопје, тоа што ние до дворот го рачунаме за свое, Да. се што е надвор од дворот го рачунаме за туѓо, дека некој друг треба да се грижи. Така И е. токму затоа е градов ваков каков што ние. Да. Еден урбан хаос. Ајде малку за не само немојте толку многу да бидете како да речам да критикувате ако може. Јас си го сакам Скопје без оглед на Е, се. тоа сакам да го Така. чујам, затоа што нели сакам да бидат ова убави приказни за Скопје и да Така. им оставиме на некои идни генерации некакви спомени. Всушност и за спомените се живеат, доктор Бекеровски, така ли е? Ако веќе има малку горчина во моето кажување за Скопје, е тоа што веќе Скопје, односно главните делови од Скопје, не ги препознавам какви што беа во времето јас кој израснав. Секој град си има некоја своја традиција, своја приказна и култни места кои што треба да ги заштити. Премногу малку останаа во Скопје и ако и тие ги уништиме, фактички ќе нема за што да се сеќавам. Да, што најмногу ви пречи? Освен што е прљаво. И кога сме кај прљаво, да, само да ве подсетам, изумив да ве прашам, кога тоа одеа луѓето од комуналници го чистеа градот и тоа беше Вака, чисто точно и така, пречисто? Пречисто да се Пречисто не разбереме, било. Скопје никогаш не Добро. беше Љубљана, Добро. меѓутоа беше далеку почисто од сега. Јас се сеќавам дека секоја вечер поминуваат цистерни, тоа беа оние старите цистерни со вода, ги прскаа скоро сите улици. Плоштадов, главниот плоштад, после полноќ се доаѓаше со 3 цистерни од сите страни, комплетно со црево се поминуваше целиот плоштад, десетина метлари го чистеа ѓубрето и на вистина тогаш беше многу почисто него што е сега. Да, ве прекинав, што најмногу, што не ви се допаѓа? Од една страна, кога ќе го видите сега Скопје, ве гледаме, доаѓаат туристи, сликаат, нив им е интересно. Меѓутоа, на тие што израснавме овде, комплетно сменет лик на центарот, од една страна, и од друга страна, премногу нови згради на мал простор. Јас моментално живеам во аеродром, за среќа сум во делот на аеродром кој што е изграден пред 90-тите години. Не може да се гради веќе. Ќе најдат начин. Немојте. Зелен појас имате, така, пред имаме вас. зелен појас Добро. и токму тоа е тоа што го ја дава убавината, да има каде да се прошета. Ми фали зеленилото од Скопје. Едноставно, Скопје беше трет најзелен град во бившата држава. Сега мислам дека освен ова мало парче во центарот и не може да видите зеленило. Порано сите булевари беа со високи дрвореди, се исекоа за жал, се бетонизираше премногу бетон.
Клинички центар има ли некои приказни од таму во однос на пријателства, во однос на помагање на луѓе, во однос на тоа дека потоа како и сите, впрочем нели ние, така треба да се заблагодариш на докторот за добрата услуга, за тоа што ти спасил живот, па нели носиш нешто како понадица, ева кафе, па сокче. Не се смеете, така беа времињата. Така. Ако ви дадат кафе кога ќе дојде, пред да замине од болница, тоа е мито. Аха. Затоа што очекува некоја противуслуга. Ако ви даде кога ќе замине, тоа е веќе знак на благодарност дека е задоволен од вашето однесување. Инаку да, кафе, нешто, некоја бомбонјера, го има тоа и ден денеска. И мислам дека, како што напоменав, кога е на заминување, тоа е благодарност. Инаку не го прифаќам. Да, пријателства од таму, од клинички. Еден тон? Еден тон. Па имаше периоди кога буквално сите вработени се знаевме меѓу себе, со оглед дека пред некој ден рачунав околу 5-6 години сум ги поминал на дежурство во клинички центар. Леле. Да, кога ќе се соберат сите дежурства, се собера некои 5 години поминатото. 8 нови години сум дочекал на клиниката за токсикологија. Како изгледа нова година на клиника за токсикологија? Волшебно. Изгледа весело. Леле. Буквално весело. Колку има премногу работа таа вечер, меѓутоа се тоа интересни приказни, загрижени родители, насмејани деца. Некои први пијанства, деца кои што... Први пијанства, да. Се најрасположени во тој миг, а не знаеш што им се Добре, случува. додека се така, лошо е кога доаѓаат предозирани со дрога. Леле, и тоа се случува. Да, па тоа е веќе секојдневие за жал. Па митите на дрога во Скопје во ваше време? Во наше време имаше петорица за кои што знаевме дека консумираат. Како добро беше ова петорици. Тоа беа. Тоа така? беа, Се знаеа. Да, од кои што двајца учеа во наша генерација и кои што на жал во раните 90-ти години веќе починаа. Меѓутоа бројот беше, се знаеш. Сега кога се враќам наназад се чудам како се снабдувале со дрога со оглед дека во тоа време Беше невозможна мисија. Тогаш имаше милиција која што беше многу строга. Аз нема да заборавам, скоро и да немаше концерт која доаѓа рибја чорба, биело дугме по некој пендрек на рамо да не добиеме, зашто не сме се наредиле на влезот како што треба. Леле. Се сеќавате на некои одења на ФК Вардар? Вардар беше символ на градот и на државата. Апсолутно, да, па тоа беше празник на кој што се одеше и фамилиарно, многу често одев таму и со татко ми, после тоа како поминува. Блок карти, паметите? Да, и блок карти, памета ми кога позад источна трибина имаше брези на кои што се искачувавме за некако да се шверцуваме внатре и така. Тоа од керамидница луѓето ми го раскажуваат. Тие Точно, имале да. прима тамо. Вика 2 часа пред тоа бивме обесени на Многу брезите. често се случуваше и да не стигнеме да најдеме место. Меѓутоа тоа беше настан за кој што се живееше, се зборуваше веќе од петок за надпреварот и следните 3 дена за шанси промашени и така натаму. Знаме шал, едно време на источна трибина не пуштаа без карти, ако имаме, знаме и шал, мајка ми ја натерав 2 метри шал да ми исплете со боите на Плетеше? Да. Што да прави жената? Да. Мора, љубов е тоа. Да. Така е, да. Кога ќе ве прашам од оваа дистанца, Скопје але е името на емисијата. За какво Скопје навивате? Навивам за Скопје по зелено, за Скопје по културно, каде што кога ќе дојде некое светско име ќе се бара 2 месеци карта однапред, а кога ќе дојде некој од новокомпонованите звезди, ќе има мал интерес. На времето беше така. Така е. И сега за крај, морам да ме подсетам. Нема да ви се налутат многу. Чекајте, само да ја најдам. Еве ја. Читате?
Ќе читате вие, знам за која песна се работи. Значи вака, вика, Скопјанка да бидам. Во Скопје стана сиво, се што беше бело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Така е, нели? Во Скопје квадратен метар е богатство цело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Во Скопје ја гледаат како мало неискусно тело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Во Скопје работи цел живот со договор на дело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Во Скопје се вози многу бесно и лудо смело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Во Скопје има магла цела зима и изгор лето врело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. Во Скопје од смоки се корнеш дрело, ама Донка повеќе никогаш, професоре, не се врати во село. Во Скопје од джанк фуд и вито тело стана дебело, ама Донка повеќе никогаш не се врати во село. PS, меѓу двата пописа во Македонија 410 села останаа без жители, следни се малите градчиња. ППС, уште поважно. Прво, во куќниот ред во зградите, вели, ви пишува дека треба да владае тишина меѓу 14 и 17 часот и по 22 часот. Второ, ѓубрето се носи до контейнер, не се фрла од прозор, многу важно. И трето, на кокошките и петлите им е место во селскиот двор, а не на балкон. 2 и 3 не ги пишува, ама се подразбираат. Кој ви се налути? Па се налутија, многу изгледа што се препознаа во песнава. Во Донка? Во Донка, да, Донка. За жал, мислам дека во моментов многу поубаво се живее во малите места, а ние малите места едноставно ги уништивме. Пред некои десетина дена имав прилика, бев во Гевгелија, верувајте дека утре би се преселил таму. Во Гевгелија? Да. Ама немој се, за крај кажете ми, го стакам Скопје какво и да е. Јас секако дека се враќам во Скопје секогаш и какво и да е Скопје местото кое што сум го одбрал и каде што најверојатно еден ден и ќе бидам закопан, меѓутоа тоа не значи дека не треба да се бориме за едно подобро, позелено и почисто Скопје. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Ајде да си продолжиме кон ванила.